Ја следите програмата на КТВ, емитуваме вести. Вчера попладне Кавадарци и околината беа зафатени од невреме проследено со пороен дожд и силен ветер. По невремето службите на јавното предпријатие Комуналец веднаш интервенираа на терен, се изврши чистење на наносите од силниот дожд, а се отстрануваа паднати и скршени гранки, потоа следеше и вонредно перење на улиците. На 27 јуни годинава во 3 часот и 50 минути полициски службеници од ОВР Кавадарци го привеле БО 41 година од Кавадарци. Тој се сомничи дека одзел предмети кои биле оставени позади угостителски објект во Кавадарци. Предметите биле пронајдени кај БО и вратени на собственикот. Вчера во 14 часот и 35 минути полициски службеници од одсекот за недозволена трговија со дрога при СВР Велес го лишиле од слобода ТБ 41 година од Велес. При извршен претрес во неговиот дом по претходно издадена судска наредба биле пронајдени одземени кафена прашкаста материја, 1624 семки канабис и остатоци од зелена растителна материја. ТБ е приведен во полициска станица, бил известен јавен обвинител и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Велес. Во првите 12 месеци од работењето на владата предводена од ВМРО ДПМН, Министерството за земјоделство ги постави темелите на вистинскиот развој во земјоделството преку навремени и редовни исплати на субвенциите, подобрени откупни цени и услови, реформи и силна поддршка на земјоделците преку најавени мерки за зголемување на земјоделството кај младите, истакна на денешната пресконференција Валентин Манасиевски, член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Негативна е оценката за владата на Мицкоски во изминативе 365 дена. Македонија не е горда, Македонија е понижена и заглавена, а граѓаните живеат тешко, истакна подпредседателот на СДСМ Методија Илиевски. Тој нагласува дека Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН во периодот додека беа опозиција ветуваа многу спрема граѓаните, а оваа влада во првите 365 дена има најслаб старт во историјата од било која влада која започнала да функционира од осамостојувањето на Македонија. Македонија воопшто не се развива, Македонија стагнира, моментално сме најзадолжена земја во регионот. Платите на граѓаните на Македонија не растат и тие стагнираат. Нема промени во правосудството, нема правда. Македонија не се развива во ниту еден сегмент во изминатите 365 дена, порача Илиевски. Македонската ракометна репрезентација до 21 година и официјално заврши на 25-то место на светското првенство. Во последниот заеднички надпревар генерацијата предводена од Раде Стојановиќ го демолираше тимот на САД со 47-28. Утре не очекува претежно сончево време со умерен до засилен ветер од северен правец, температурата до 34 степен. Од понеделник следува период на стабилно и потопло време со постепен пораст на дневната температура. Ги гледавте вестите, ви посакувам секое добро.